За секој од нас е важно, како на лично, така и на корпоративно ниво, да бидеме дел од решенијата на проблемите на заедницата. А еден од најдобрите и најубавите начини да го сториме тоа е донирањето. Утринава сме гости во просториите на Сдруженијето Connect, кое што ја основаше онлайн платформата за групно донирање и во рамки на активностите кои што ги има, се поврзани со оваа кампања и со ова онлайн платформа, во саботата има многу интересен настан во Истгейт. Разговарам со извршната директорка на Сдруженијето Connect, Никица Кусиникова. Никица, добро утро. Добро утро. Ајде да ни кажете што всушност се случуваше во саботата во Истгейт и како може да ја доближиме групната платформа за донирање онлайн ОПОП до поширокиот аудиториум. Токму тоа беше и целта на настанот во саботата во Истгейт, да на граѓаните им дадеме можност не само да ја промовираме, туку и да им дадеме можност веднаш да ја испробаат новата платформа, јас ја викам за паметно донирање, ОПОП, која што на едно место им ги дава сите можности на граѓаните да донираат и донирањето да им биде едно убаво, позитивно искуство. Како и самото име што кажува, ОПОП, целта ни е да постигнеме да секој од нас се покрене. И не само да се жали за тоа што е проблем што не е решен во нашата заедница или во нашето општество, туку преку донирањето да сватиме дека сите можеме да бидеме дел од решението. И донациите е се еден од најлесниот начин како тоа да го правиме. ОПОП го прави тоа на многу едноставен начин. Со еден клик може да си изберете проект, организација во било која тема која што ве засега. Ако сте засегнати за децата, ако сте засегнати за животната средина, за животните, за образованието, која е тема да ве интересира, ќе најдете добри проекти, креативни идеи на платформата кои што може да ги поддржите. Во Истгейт во саботата малку и поигравме, се подсетивме на некои стари игри, скокање со јаже, школка, скокање во вреќа, како начин да символично покажеме како донациите и со 200 денари, кога ќе ги здружиме донациите, може донирањето да ни биде забавно. Меѓутоа, може да направиме и нешто корисно. Може да направиме нешто за долгорочна промена во нашите заедници. Она што е посебно важно да нагласиме за платформата за паметно донирање е што прво таа е исклучително безбедна. Че таму сите организации и проекти се однапред проверени и одобрени. Ние тоа го правиме по критериуми кои што го штитат јавниот интерес. Значи секој од тие проекти таму служи на пошироката заедница, на поширок круг на граѓани. Служи за добробит на целото општество, а не само на поединци. Она што исто така е важно дека ги штити приватноста на донаторите и позадински имаме механизми кои што осигуруваат да донациите отидат на вистинското место. Она што е особено важно е што секој што ќе донира преку платформата за проектите за кои што донирал, после известно време, кога тие проекти ќе се реализираат, ќе има пристап до извештај за тоа што е направено со донацијата. И на тој начин го затвараме кругот. Донацијата нема само да заврши во моментот кога сме ја реализирале и ништо да не слушнеме потоа што се случило, туку преку ОПОП ќе дознаете и што се случило, кои биле ефектите од вашите донации. Исто така донацијата ни овозможува и да донираме и да си ги планираме донациите на подолг рок. Ако сакаме да поддржуваме одредена тема, одредени организации или имаме некој буџет кој што сме си го намениле за донации, може да си го ставиме во така наречен донаторски паричник, кој што стои на располагање на платформата и на него може да си следиме колку средства уште имаме за донирање, каде ни отишле донациите, да си продуцираме извештај и тоа е особено добро и за компаниите. Затоа што и тие може да си направат свој донаторски профил на ОПОП и исто така да си ги планираат донациите и да си ги следат и од тоа да си продуцираат извештаи. Едноставно нуди опции и
да донирате додека седите во кафуле, на еден клик, овој проект ми се допаѓа, клик, едно кафе, го донирам, сум завршила работа. Меѓутоа, може и долгорочно, паметно да донирате, па да си размислите кои теми сакате да ги поддржите и потоа во текот на годината да донирате токму во проекти од тие области. Во светски рамки, ваквиот начин на донирање е, да речеме, секојдневие и е нешто што е многу вообичаено. Колку кај нас овој начин на донирање сметате дека ќе ги мотивира граѓаните да бидат филантропи, да бидат активни и да бидат дел од тие решенија на проблемите на заедниците? Нашиот план е ОПОП да стане секојдневие за секој граѓанин, за секоја компанија, за секоја организација што има проекти за кои што им е потребна поддршка. И колку што имаме повеќе проекти, веќе на платформата има многу убави иницијативи на граѓански организации од целата држава. Едноставно, кога ќе ги видиме ефектите од донирањето, тогаш тоа не тера, ни ја зголемува довербата и не тера и повеќе да донираме, затоа што знаеме точно каде ќе одат средствата. Тоа е она што ние сакаме да го негуваме преку ОПОП. Да понудиме проекти во сите области, значи се она што граѓаните го имаат како иницијатива да може да се најде таму. Она што е исто така важно е што платформата возможува да се креираме лични кампањи. Значи, како донатори, вие можете преку вашиот профил да си направите она што веќе во пракса се случува, да некој ги покани своите гости на роден ден, на свадба, наместо подароци или цвеќиња, да донираат преку платформата за некој од проектите за кои што славеникот сака да ги поддржи. Исто така може да си креирате кампања за некој близок кој што веќе не е со нас, кој што во чие што име сакате да посветите одредени донации, па да поканите луѓе да донираат за одредена тема за кое што тоа блиско лице се грижало. И на тој начин, сушност, да ја практикуваме донирањето, да го практикуваме во нашето секојдневие. А потоа пак, организациите, кои што ние ги проверуваме, кои што се доверливи приматели на донациите, ќе ги направат ефектите за сите нас поголеми. Ќе ги направат нашите заедници, нашето општество поубаво место за живење. И на тој начин сите сме дел од една убава приказна и од една убава промена. Иницијативата навистина е одлична, верувам дека голем број на граѓани, како индивидуално, се разбира и на корпоративно ниво, ќе се приклучат на овој начин на паметно донирање и ќе ги поддржат иницијативите на граѓанските здруженја. Ви благодарам многу за одвоеното време и што ете ни ја доближивте оваа платформа ОПОП. Верувам дека и гледачите на телевизија Алфа ќе се вклучат во донирањето и ќе помогнат да се поддржат дел од овие иницијативи. Ви благодарам многу и вас што не одвоивте време за да поразговараме за платформата и ги поканувам сите гледачи на емисијата да се приклучат, да ја посетат ОПОП, да не следат на социјалните медиуми и да бидат дел од убавите приказни во нашето општество.